Ова е вториот дел од овонеделното издание на Зебра, во кое прашуваме дали во Македонија се уште имаме професионално истражувачко новинарство. Ве поканувам да се вклучите и вие со вашите ставови и размислувања, стандардно како и секоја емисија на Зебра и на нашите профили на Facebook и на Twitter, и да го користите хаштагот на кирилично или на латинично Зебра МК. Денешни гости во студиото на Зебра, со кои што ќе разговараме на темата дали во Македонија има истражувачко новинарство и во која мера, се Снежана Луповска, долгогодишен новинар кој што се занимава со истражувачко новинарство, и Роберто Беличанец, експерт за медиуми и член на Центарот за развој на нови медиуми. Добре дојдовте. Роберто, дали си ја слушнал ти легендата дека во Македонија има истражувачко новинарство? Да, јас ти напишав дека на твојот профил мислам дека тоа е инспирира на тоа е митско животно, мислам, меѓутоа се повеќе и новинарството станува митско животно. И гледав претходната дискусија што имавте, да, има примери на успешна истражувачко новинарство во Македонија, меѓутоа проблемот е што новинарството функционира само тогаш кога има публика и кога е активна, а тоа за жал во моментов го нема. А го нема затоа што сведоци сме на забрзано тргање на голем дел од долгогодишни професионалци од екраните на телевизиите. И тоа е еден систем на затапување на публиката која што, нели, давате се помалци, таа се помалци бара. Значи тоа е сведоци сме на тривиализација огромна која што има и политички позадини. Да, точно е дека тоа е тренд и во светот. Мислам, имаше Џон Стюарт во Daily Show имаше баш еден прилог како во Америка единственото истражувачко новинарство постои само во Newsroom, во серијата, дека остатокот редакциите не функционира така. За жал тоа е лош тренд, меѓутоа кај нас е дополнително зајакнат со ова што се случува во медиумскиот простор, кое што е во суштина тргање на се од еден одреден пропаганден дискурс кој што ги гази медиумите во последните 6 години. И има поддршка за таков тип на проекти, и донаторски, и знам многу луѓе кои што сакаат тоа да го работат и го работеле, и солидно го работеле, меѓутоа пласманот станува огромен проблем и на крајот тоа мислам дека ќе резултира со комплетна смрт на таа форма. Шене, ти како некој кој што повеќе од деценија, ако не и повеќе се занимаваш со истражувачко новинарство, те навредува ли вакво, или можеби те обесхрабрува ли ваквата терминологија дека си дел од представниците на една митска популација? Не ме навредува, за жал има голема вистина во тоа, меѓутоа мојата теза е дека и ние треба да не дозволиме да преминеме во митови и легенди, туку да се избориме и да обстанеме. За среќа, новите медиуми, интернетот, сепак ни даваат простор да обстанеме барем таму, затоа што се поголем број на луѓе и од тука ги перцепираат работите. Од другата страна се согласувам дека основите, а тоа е реакцијата на јавното мислење, изостанува. И како ние уште и на факултет учевме што е јавно мислење, кој реагира на нашите приказни, се помалци има такви реакции. И мислам дека атмосферата е така направена да јас само можам да жалам дека коте емисија со истражувачки карактер, кои што почна да се занимава за жал и со дневни работи, она што на вести треба да го има, само заради тоа што и во дневно информативните емисии она што треба да се направи не се прави. Па се ние го опфаќаме и тој простор и просторот на истражувачко новинарство. Изместени се работите во секој случај. Како може да се стимулира јавноста да биде поактивна и кога одредена тема, значи завршува во кој било од медиумите, тука да не застане. Односно да самата јавност изврши притисок да тоа добие некаква логична завршница, дали ќе биде тоа од институциите на системот или ќе биде нешто сосема трето, значи меѓутоа да има таа приказна некаков логичен крај. Значи ние имаме на сериозно лоша динамика, која што покажува историја на непостапување на институции. Значи не бака да се завртиме главата назад и да ја видиме историјата на македонското новинарство овие 20 години, не може да се каже дека македонското новинарство не е отворило многу крупни, многу битни теми и не провалило многу афери, не открило многу корупцијски скандали, меѓутоа институционалниот завршеток на таквиот тип на
на теми, недостигал. И то не недостигал сега само последните 6 години, недостигал во последните 15-20 години. Тоа го обесхрабрува притисокот на јавноста затоа што не ги доживува институциите како институции кои што служат на луѓето, него ги третира како кадијате тужи, кадијате суди систем и ние имаме сериозен институционален проблем во државата. Значи тука истражувачкото новинарство е делот од приказната во смисла дека може да ги поттикне работите, меѓутоа не е нити судија, не е нити обвинител, не може да ги субституира другите институции во општеството. И имајќи предвид дека имаме една таква сериозна историја, нормално е безхрабреноста. Значи ми текна денови дека на времето по половина на 90-тите години, па негде до 2000-та година, во неколку медиуми луѓето не се плашеа, излегува, не се плашеа да зборуваат за неправди, беа снимани пред камери, застануваат со лице, со име, со презиме и така натаму. Денеска тоа го нема. Значи не е проблемот дека новинарите не се способни нема извори. Значи се плашат да излезат како извор. И тоа ја подкопува еден голем дел од силата што новинарството ја има, во смисла на градење на кредибилитет, кога изворите се повеќе и повеќе сакаат да не се гледаат, го подкопува како систем кој што би требало да ја контролира работата на институциите. И за жал, во овој момент ја не гледам брз пресврт дека ќе се случи. Единственото нешто што можам да го видиме доколку остане посветеноста на едно професионално јадро во новинарската заедница, да го истурка овој период па да почне да гради некое по-избалансирано општество или да се залага за некое по-избалансирано општество кој секој си ја врши својата работа, тогаш може би има надеж. Спротивно, ние се повеќе ќе гледаме координирани информации, меѓутоа не вести и не новинарство. Разговарајќи со колегите кои што исто така се занимаваат со истражувачко новинарство, во неформални разговори откриваат дека кога сакаат да ги вкрстат информациите што тајно ги истражуваат со оние од институциите, тие наоѓаат над зид, односно не се почитува законот за пристап до информација од јавен интерес. Понатаму тука и цензурата. Ме интересира дали вие како КОД се соочувате со таков тип проблеми? Ние веќе кренавме рац, искрено да бидам, од неможноста да се дојде до документ пред се. Или пак ова што вели Роберто, изворот да излезе пред камера. Се повеќе анонимно ги снимаме. Меѓутоа, она што ние го користиме се сите останати споредни механизми кои што ни дозволуваат да дојдеме до информации. Од централен регистар преку управата за јавни приходи и податоците што ги издела и сите тие бројки што се издадени и што се легален начин на изворна информација, ние ги користиме. Споредните патишта. Добро е што научивме со тек на времето сите тие дупки, да речеме, не се дупки, туку се легални средства и сите тие шалтери да ги поминеме. Некојаш трошиме и многу пари заради тие документи. Тоа е едната работа. Втората работа, давањето на изјави од институциите се толку безсодржајни некогаш и толку неполезни, што дури се прашуваме дали воопшто ни треба. Па веќе почнавме во последно време наместо аналитичарите, професорите, кои што порано исто така беа големи критичари, сега веќе не се, да ги користиме новинарите кога сакаме да добиеме некаква анализа. И сега излегува дека ние меѓу себе дискутираме, меѓу себе се снимаме, а оние кои што се најповикани, институциите, оние кои го напишале законот, оние кои треба за тоа да дискутираат, да ги нема. Третата работа што сакам да кажам е дека исто така и невладините организации. Значи, за чудо, сметајте, например, тема проституција, кај што тие треба да дадат бројки, малолетна проституција или слично. Дури и тие во еден наврат не сакаат да излезат да не ги дадат податоците, а тоа им е работа. Па јас се заканив дека ќе испратам до донаторите писмо, дека донацијата им ја дале, меѓутоа вие не си ја сработиле работата. Сето тоа е како еден систем на сврзани садови и еве најпластичен пример ќе ви дадам кога беа протестите за поскапување на струјата на парното и слично. Кога ја правевме темата за регулаторите, повторно новинарите мораат да зборуваат. Дури ни народов, кој што на мака бил ставен еве заради сметките, не се охрабри да зборува, а да не зборувам за аналитичарите. Кога пак правиме тема која што е еве политичка или од таков карактер,
повеќе сакаат да дискутираат или повеќе сакаат да дискутираат за туѓата мака отколку за својата мака. И јас секогаш им велам, кога ќе се соочите со конкретниот проблем, кога ќе ви дојдат извршители на врата, тогаш ќе ме барате можеби. Можеби не е фер од мене вака да ви кажувам, меѓутоа сетете се што ви се случува на вас како граѓани. И тука мислам дека многу треба да се работи на подкрепање на граѓанската свест и од нас новинарите, и меѓутоа морам да кажам и од невладините организации и издруженија кои многу малце работат на овие теми. Еве за потрошувачите, поскапување на храната, кога правевме за неквалитетното млеко, за неквалитетната храна, тоа не се политички теми, тоа се животни теми, сите ги засегаат тие истражувања што ги направивме ние. Афлатоксинот го зборавме 2 недели пред да се појави во млекото. Ама тогаш како никого да не го интересираше, кога сватија дека млекото го пијат нивните деца, значи во таа мислам дека општествена свест и посегање по градење на свеста на јавното мислење, сите сме одговорни за него. Зошто е граѓанското општество пасивно, Роберто? Ако јавноста, обичната публика и луѓето не сакаат да бидат извори и гледаат некаде пример, што е тогаш што овој сегмент за кој што зборува Жани? Јас не можам да зборувам за сите организации, меѓутоа во смисла на проток на информации и самите невладини организации имаат проблем да ги добијат од институциите. Значи имаме сега свеж пример во моментов, се обидуваме да воспоставиме некој мониторинг на тужбиве за клевета и навреда. Од 20 камчевме од судот информација дека во моментов има 166 предмети. Сега не можеме да искамчиме информација колку од нив се стари предмети што се обновени и колку се нови, затоа што тоа ти е потребно за да видиш, да можеш да консолидираш некаква информација и да преземеш акција. Секаде кај што се упатени на работа со институциите се соочуваат со сличен проблем кој што се соочуваат новинарите. Тоа е едниот момент. Вториот момент, значи тоа е поприлично шарена работа, меѓутоа има многу конформизам. Како што има во остатокот на општеството конформизам и во невладиниот сектор има конформизам. Значи да не си ставам сега јас себе си проблем на глава, подобро е да молчам, ако може некој проектче вака кој шотивко ќе си го завршам без многу да бодам очи, супер одлично завршена работа. Оно што целиот цивилен сектор потврди, како што потврди и новинарството, како што потврдија многу институции од тој, да го речеме, граѓански корпус во Македонија, тоа е неуспешноста на најдување на тактики на мобилизација на граѓанското чувство кај луѓето. Значи, ние сега се досоочуваме во ситуација во која што сите ние функционираме како орнаменти и глумиме демократско општество, меѓутоа, ако се свртиме долу кон базата, ако се свртиме кон обичниот човек, граѓанинот, секогаш базата на таа приказна, ние ќе видиме дека ние имаме работа веќе со луѓе кои што се поприлично изгубени, дезориентирани, уплашени, скептични во се, али на крајот сепак веруваат дека постојат теории на заговори. Значи тоа е многу чуден комплот, еден ресентиман кој што е страшен и кој што резултира со што резултира во општеството. Ако новинарите стана единствени аналитичари во истражувачките стории до кои што можете да стигнете, ќе дојдеме ли до фаза и на само рекламирање во кој што ќе треба да ги повикуваме луѓето да бидат поактивни, да се отворат, да не бидат скептични, да веруваат, бидејќи секогаш кога ќе се прават анализи на различни сегменти во општеството и довербата во новинарите секогаш е на релативно некое расклатено ниво. Јас би рекла на многу ниско ниво, веќе не е ни расклатено за жал. Факт е дека довербата упаѓа и дека во генерално фелата е во една таква фаза да луѓето не имаат доверба во нас. Тоа е заради меѓусебните, заради различни политички или интерес мотиви, што новинарите меѓусебно се критикуваат, не си ја штитат фелата и професијата, туку некои нечии туги интереси штитат. И факт е дека во последно време луѓето не ни веруваат генерално. Од друга страна, знаете, сите се соочуваат со некој личен проблем. Меѓутоа тој личен проблем ако не е од поголемо општествено или засегнато општеството, тогаш не може да биде сторија од истражувачки карактер. И сваќаме ние еве како код дека луѓето имаат проблеми, немаат кому да му ги кажат, ако ги упатам во редакција, таму нема ниту да ги сослушаат, ниту за вести да направат случај. Ако јас го превземам тоа на себе, тоа не е истражувачко новинарство, ако не засега повеќе луѓе. Од друга страна, кога сме правеле пак истражувачки стории каде што треба да се продолжат сториите, затоа што кој емисија
еднаш неделно, тогаш не го превземаат луѓето од редакцијата. Значи, ако ние отвориме студија, очекуваме во понеделник веќе да се продолжи. Така беше порано. Така се работеше и тоа е всушност истражувачкото новинарство. Тоа што е вест за сите, без разлика дали сте од истиот медиум или не. Морам да напоменам дека исто се изместија работите и мислам дека треба малце на предавања додати на некои обуки новинарите и да направат дистинција што значи социјална мрежа, што значи медиум на интернет, а што значи класични медиуми. Ако ние на интернет сега сме задоволни што можеме се да прочитаме од телефон во секое време, да ја погледнеме емисијата, сепак мислам дека истражувачките теми, работите што долго време треба да се истражуваат, исто така кај нас, особено во Македонија, поголем ефект би имале во весниците и на телевизиите, затоа што се работи за една макотрпна работа која може да трае со месеци, да се потрошат пари. Помогната со социјалните мрежи и медиуми. Мислам дека треба да работиме заеднички на сето ова за кое што говориме, затоа што да не испадне па сите ни се криви, а ние не сме криви. Колку што сите овие околности се виновни за оваа состојба, толку и ние новинарите сме виновни, што се доведовме во ситуација да не ни веруваат и што меѓу себе многу ретко разговараме за вакви теми. Еве, ако се сеќавате кога последен пат имало трибина на тема истражувачко новинарство во Македонија или состојбите на новинарството, ова макар и да се искараме меѓу себе па да донесеме заклучоци. Веќе никој не се појавува на такви настани. Значи, до толку е потрошена приказната кај новинарите, што и кога се обидувате внатре во самата професија да отворите некои прашања, многу мал одзив има од луѓето кои што активно работат во медиумите и тоа е разбирливо, тие се истрошени, значи луѓето треба да ја знаат ситуацијата во медиумите. Ситуацијата во медиумите е катастрофална во смисла на позицијата на новинарите и во смисла на нивната оптеретеност со дневна работа. Значи тоа е едно цедење на човечки материјал кој што го работат големите медиумски куќи. Практично темпото кое што ви се наметнува и не ви остава простор вие да правите некоја поголема приказна. Не гледаме реорганизирање на редакциите внатрешно кое што би поттикнало таков тип на новинарство, напротив, значи се оди па и гледајќи порталите дури, се оди на објавување на квантитет, значи се фала со тоа дека било 160, 180, 200 дневно. Меѓутоа, квалитетот на тој материјал е никаков или многу мал, ретко кој од тоа отскокнува или задоволува базични новинарски стандарди. Меѓутоа, тоа покажува истрошеност. Знаете, во еден момент новинарите од некаква интелектуална совест на општеството се претворија во гол пролетаријат. И тој момент мора да се види каде е. Медиумите, фала на прашањето, се многу добри, затоа што покажуваат неверојатни профити во последниве 5-6 години од нивните завршни сметки. Значи веќе не е проблем материјалната база на медиумот да не може да инвестира. Значи може да ги врати парите повторно на терен. Не, значи едноставно медиумите сватија дека нив не им треба толку многу новинарство за да направат профит. И сега имаме абсурдна канибалистичка ситуација во која што голем дел од медиумите практично го канибализираат новинарството наместо да го развиваат. Тоа сето е поврзано со бизнис моделите, кои што се поврзани со рекламните кампањи. Знаете, најбитниот дел, најбитниот момент во кај секој новинарски производ е прашањето кој го плаќа. Ако го плаќаат адвертајзерите е една приказна, ако го плаќа публиката е друга приказна. Меѓутоа, кај нас дури весниците кои што имаја можност да направат чист модел во кој што публиката ќе си го плаќа продуктот, отидоа со друг бизнис модел. Ја симнаа цената на 15 денари кој што на ниво на тотална неодржливост и останатото го дополнуваат од реклами. Сега, како беше таа англиската, who pays the fiddler sets the tune. Значи тука имате интересот на собственикот да го максимизира профитот. Практично ние се претворивме да имаме медиуми во кои што имаме многу шум, многу малце информација. Затоа што нема кој да ја произведе, едноставно ги исцрпуваат луѓето со праќање по апсурдни пресконференции, апсурдни настани кои што мора да ги одработат по 2-3 дневно, да направат 2-3 прилога дневно, не му остават време ни да размислат што работат. Новинарството на крајот на денот интелектуална работа. Знаете, кога ќе примите информациите, вие мора да ги систематизирате, да ги претворите во производ и да ги пласирате. Само да се надоврзам на финансирањето на истражувачкото новинарство. Значи знаеме дека истражувачкото новинарство бара пари за истражување. Тие средства
се однесуваат на многу сегменти од истражувачкото новинарство и нормално дека бара време за сериозна сторија. Од документите што треба се најдат до патувањата, до наоѓањето на изворите и слично. Во ситуација каде што медиумите не се заинтересирани ниту за производство на информативна програма, воопшто не се заинтересирани за правење на политички дебати, најмалку се заинтересирани да потрошат пари на истражувачко новинарство. Веќе не се прават тимови во редакцијата. Јас така знам и така сум функционирала. Направивме тим од тројца новинари, истражувачи и тие се тоа. Тие се јадрото на истражувачкото новинарство. Веќе остаревме, ама тимот е ист. Нови нема луѓе. Не можат ни да се произведат зашто веќе не е такво новинарството. Од друга страна тоа што вели Роберто, кој ќе го плати сето тоа? Адвертајзерите прашуваат колков е рейтингот на турската серија. Не ги интересира дека истражувачкото новинарство е тоа што ќе го смени јавното мислење, што decision makерите ќе им влијае, што иднината можеби ќе зависи од тоа. Нив ги интересира чисто рейтингот. Сопственикот не сака да се го боли глава. Дури во последно време се соочувам со голем проблем, тие воопшто не сакаат да ги прифатат тужбите кои се однесуваат на истражувачкото новинарство, односно на независните проекти, туку сакаат да бидат од никакви обврски да немаат воопшто. Туку само да го дадат просторот за безпари, што се вели уште да им платат да добијат готов производ. Значи можете замислите со каква финансиска ситуација се соочува истражувачкото новинарство и третиот сегмент донациите. Донаторот кога дава пари ќе се размисли 3 пати дали да даде за истражувачко новинарство, затоа што се плашат дека може ќе влезе во критика на едните или на другите и не често, значи многу ретко, дури веќе во последните години и не се ни сеќавам дека ќе дадат пари на истражувачка емисија, подобро да дадат пари за детска емисија и тоа се случуваше во изминатите години со одредени донатори. Така да во иднината во финансиска смисла јас не ја гледам, меѓутоа сепак ние сме ентузијасти и јас чекам подобри времиња и ќе работиме, еве ние како тим сме решиле така да работиме со тоа што имаме, меѓутоа да обстоиме, затоа што не смееме па и ние новинарите да се предадеме. Имам чувство дека и тие малку новинари кои што се занимаваат со истражувачко новинарство, дека опаѓа квалитетот на она што го нудат, веројатно заради околностите, како да затапува острицата. Многу похрабро влегувавте во теми изминатите години отколку сега тоа што го правите и самата рече Жане дека дури сте доведени во ситуација со дневни теми понекогаш да се занимавате. Која сторија на код ја сметате за најдобра во 2012? Историите на КУД се правени така да се навистина различни од оние што се однесуваа конкретно на случај. Мене најголем впечаток ми оставаат сториите кои се занимаваат со финансиски криминал. Дури беа поврзани и со последните избори. Меѓутоа, кога доцна ќе отиде емисијата и кога нема да се испрати пораката онаму каде што треба, ќе видите во тој ден се разочарувате, па чекате да помине разочарувањето па да почнете одново. Таков тип на емисии ние ги правиме и тие оставаат најголем впечаток за мене лично. За жал тоа што кај нас новинарите остава најголем впечаток, кај јавноста не значи дека ќе остави најголем впечаток. Таму поминуваат стории, очигледно јас секогаш како пример велам за Цеца емисијата која направив беше бум, најгледана беше на YouTube. А овие што ги направив 4-5 кај што беа сериозни и стапување од буџетот и сериозни пари кои требаше да се пронедат, тие не оставаат впечаток, мачно им е бројки да слушаат. До таму значи е доведена работава пасивност. Да, и пасивноста. Се надевам дека ќе направиме се што можеме ние, и новинарите и невладиниот сектор, и особено ме радува ова со постоењето на вакви проекти на интернет, да влијаеме за промена на јавното мислење. Знаете, Facebook стана сега место за разговор, за дискусија, за полемика, за дебата, за политичка дебата и се. Ако е тоа местото за пренесување вести. Да, и за тогаш таму ќе ги пренесуваме. Очекувате ли истражувачкото новинарство да даде придонес во расветлување на смртта на Никола Младонев? Она што не интересира сите нас овие денови. Затоа што имаме веќе прашање така од нашите следачи во моментот на интернет, значи ни треба истражувачка сторија за несреќата на Никола Младенов, ама ни треба сега, додека институциите молчат, а не после 3 месеци. Па добре, ја можам да кажам дека се наоѓам повикана да одговорам на ова прашање и КУД ќе направи се што може за да стигне до одредени информации. Во ваква ситуација каде што сите врати се затворени, мислам дека тоа е обврска на нас новинарите кон колега кој што животот го посветил на истражувачко новинарство и колега кој што не се плашеше од ништо. Бестрашен, да. Бестрашен. И мислам дека таквата почит ние треба да му ја дадеме. И во оваа сторија не е само сторија на кој, тоа е сторија на
сите нас. И мислам дека ако ние денеска нешто истражиме, ако друг весник или друга емисија тоа го направи, и дека на крај треба да ги обединиме сите информации и ако треба да ги дадеме до јавниот обвинител кој на јавно кажан збор треба да изреагира. Јас не можам да ветам дека ние ќе направиме топ сторија и ќе го откриеме случајот. Можеби навистина се работи за сообраќај на несреќа, можеби не. Меѓутоа, како што правевме за Борис Трајковски неколку емисии за хеликоптерската несреќа, дури и за несреќата на Тоше Проевски, мислам должност ми е да кажам дека ќе се занимава со оваа тема. Добро, Нова Македонија направи еден добар исчекор што појде на местото, на лице место на несреќата, значи тука дознавме дека практично дека истрагата била малце шљампава, што не знам, на некој начин ги поттикнува шпекулациите. Да, тука е потребен точно заради тоа што Никола беше малце ми е тешко да зборувам, пошто кај него почна да работам дека новина. Меѓутоа, знаете што, има тука еден проблем во смисла на тоа што не се што изгледа како истражувачка сторија, навистина истражувачка сторија. Значи сега овдека алудирам на некои наводи што се појавија по фејсбуци портали од некрофилна природа кои што дофрлаат магла во случајот. Значи од ова се гледа колку е сериозен, колку треба да биде сериозен и колку сериозно професионален пристап во истражувачкото новинарство е битен за да не се фрлаат магли во јавност и да се поттикнуваат различни сомнежи. Мило ми е што го слушам од Жане, посакувам стварно и среќа и успех во таа работа која отвориш темата. А дека треба да се отвори, треба. Со една работа не се согласувам само. Не додека институциите молчат. Таа приказна е битна цело време, како што ќе останат битни приказните за смртта на претседателот Трајковски. Тие нема да се затворат додека не се расчистат. Ако институциите се сега затворени, ќе дојде време кога ќе бидат поотворени, па тогаш и во ретроспектива ќе мора да се погледат работите. Знаете, некогаш кога сте дел од окружувањето во кое што функционирате, кога ве удираат настаните, не сте во состојба да ги протолкувате сите настани како што треба. Значи, настрана тоа што треба сега сторија. Ќе треба сторија и после од една дистанца малце поинаква, со многу повеќе податоци, затоа што јавноста треба да биде информирана за она што се случило, а не за она што мисли или се шпекулира во јавност. Тоа се битни работи. И тука се одделуваат новинарството од пропагандата. За жал, со ваквата медиумска ситуација која што имаме, како што ја пишавме, јас сум скептик дека кондицијата на луѓето што може да изработат таа работа ќе продолжи. Ова со Нова Македонија ми разбуди надеж. Мислам, тоа е онака жив инстинкт новинарски одамна. Единствени беа што отидоа на местото на настанот, замислете, дојде време кога новинарите не одат на местото на несреќата. Јас тоа не можев да поверувам дека останатите заборавиле, се отишле дома и заборавиле дека треба да одидат на местото на несреќата. Од друга страна, јавноста мора исто така да кажам дека не значи дека во една емисија сите одговори ги даеме. Тоа искуството со сите и атентатот на Глигоров и Борис Трајковски 3 емисии направено. Хеликоптерската несреќа 4 чином. Значи не можеме во една емисија што вели Роберто и одеднаш се да се каже. Меѓутоа јавноста исто така треба да знае дека ние сме тие што треба да потсетиме. Ако ние дадеме нешто, ако институциите не реагираат, повторно но многу често одредени приказни остануваат на половина. Многу често се случува на вистина нашите колеги да чепнат, да откријат на вистина една интересна тема и да влезат подлабоко и да се открие тука некаков суштествен проблем и после првото објавување да се прекине. Има неколку варијанти зошто се прекинува приказната. Значи едната е од тоа ако отвориш голема афера, може да се случат притисоци директни или индиректни. Втората работа се случуваат спинови. Значи вие ќе отворите афера која што е мега афера, а и некој друг ќе отвори некој спин за да се дефокусира јавноста од аферата. И сега јас сепак моќта на медиумите, на класичните медиуми е многу голема на телевизиите, кои што секој ден ќе ја повторуваат спинуваната приказна, а нема да ја работат приказната која треба да се работи. Мене ми е жал што колегите се разочаруваат. Јас мислам дека спротивно, дека треба да се истрае во тоа и дека треба да се продолжи, ако не во следниот број или во следната емисија понатака и да се врати назад приказната. Нас не се случи во 2012 да вратиме од 2009 за метастаза. Ситуација. Нас не се случи Смилковско езеро да го работиме 4 или 5 пати. Самите не знаевме по кој пат да тргнеме. И сега
реакцијата на јавноста или на сеирџиите ќе биде па вие па ништо не откривме. Не откривте, ние дадовме анализа, значи направивме реконструкција, ги дадовме сите можни отворени прашања, ги начнавме сите теми и се обидовме максимално да го сработиме. Само морам да напоменам, кога се работи за ваква несреќа, како кај Младенов, кога се работеше за убиството на децата кај Смилковското езеро, не заборавајте, ние сме луѓе и се работи за семејства. Не смееме да изнесуваме податоци кои ќе го повредат семејството на нашиот колега или податоци кои ќе ги повредат семејствата на жртвите или да им кажеме нешто што не е до крај проверено и точно и во кој што ќе ги стават во една друга ситуација. Мислам дека и на етиката многу треба да се работи. Истражувачкото новинарство е поврзано и со етика. Код никогаш или се трудело да не направи историја која што ќе ги повреди оние кои се засегнати од историјата. И јас имам една девиза, за институциите и за политичарите нема милост, нормално не им навлегувам во приватниот живот ако не заслужиле, меѓутоа за ваква ситуација сепак мислам дека е добро да се разговара и со семејството на жртвата, да видиме и како тие реагираат, што мислат, дали треба да се направи, како да се направи и слично. Значи не е се едно да се вадат податоци кои што не би биле добри не заради истрагата, туку пред се заради семејството. Да, и да се сведува на гол сензационализам. А многумина тоа го направија деновиве исто така. Значи сензационализмот треба да биде во информацијата која што професионално одработена. Значи тоа е сензацијата. Не е сензацијата дополнителната обработка или барањето на attention whore, што се обидува некои луѓе да го направат во овој случај. Жане, Роберто, ви благодариме што бевте дел од Зебра, на гледачите им благодариме што не следеа во живо на Зебра онлайн МК и на оние кои што ќе не следат на Алфа и на Ера телевизија. Се гледаме во среда со нова тема.